Добар ден, драги пријатели, и добродојдовте во денешната емисија. Моето име е Деспина Ковачева и денеска ќе разговараме за една тема или прашање кое што најчесто и јас самата си го поставувам, а тоа е кардио или тренинг со тежина. Многу пати сум се нашла јас во ситуација да се прашам дали треба денеска да се посветам на кардио или да заглавам во теретана повеќе со тежина, но сепак најчесто забораваме дека всушност изборот на тренинг зависи од целта која што ние си имаме поставено на еден, ќе кажам, подолг крок, дали тоа е месец дена, дали тоа е недела дена или повеќе зависно од нашите потреби. Веројатно знаеме дека кардиото е всушност одличен начин за да симнеме оние 2-3 килограми вишок што ни се на нас или некој дел од телото кој што не можеме да го израмниме со вежби, па ете кардио да надополниме за тоа. Така да било каков тип на трчање, брзо одење, степер во теретана, надвор во сала, дома, внатре е одличен избор за кардио. Додека пак тренинг со тежина, секако морам да напоменам дека тука спаѓа и нашата тежина, да не заборавиме, е одличен начин за да си го оформиме нашето тело, да оформиме мускулна маса и да изгледаме поздраво и посвежо. Но ајде да започнеме со кардио. Кардио рековме дека е одличен начин за да се стопат оние и наетливи масноти, што ги викам јас. Оние масноти кои што едноставно не можеме да ги стопиме околу бутовите, околу стомакот и слично. Така да трчањето сметам дека е еден од најдобрите начини да се ослабат оние екстра кила за краток рок. Секако исхраната е многу важна во овој момент, но секако трчањето топи највеќе калории. Генерално пресметано дека трчањето троши околу 500 калории на час, но тоа ние не можеме да се подпреме на таа информација поради тоа што некој ќе истроши повеќе, некој ќе истроши помалце и не можеме да кажеме од половина час истроши 250 калории, што сметам дека би било смешно. Вие само дајте си константна цел дека треба да трчате и дека имате минимум еднаш во неделата време да истрчате секако колку можете, но пробајте барем од 3 до 5 километри без прекин и верувајте дека резултатите после 2-3 недели ќе се видат сами. Од друга страна пак тренингот со тежини, секако спомнавме вклучувајќи и својата тежина, е одличен начин да го формирате и оформите вашето тело. Веројатно сте слушнале и ве кружеа многу слики на интернет, покажуваат дека 1 килограм мускулна маса зафаќа дупло помалку простор од 1 килограм масно ткиво. За жал на вистина е така и затоа што можеби ќе кажеме јас сум 60 на кила, но изгледам каде помало и послабо во однос на друга девојка која што тежи 60 кила, а тоа е ради мускулното ткиво кое што го имам јас изградено на мене. Така да бројките на вагата се само бројки и за жал на вистина е така. Вие може да имате и 40 кила, а да изгледате многу покрупно за разлика од девојка или дечко кој што има 60 на кила мускулна маса изградено. Но како и да е, тренингот може да го практикувате скоро секаде. Сега во денешно време имаме сали кои што се опремени со одлични клими, со опрема, со тегови и секако инструктори обучени за да ни помогнат во тој процес да се научиме и да можеме да практикуваме. Но секако најбитно е да го познаваме нашето тело и да знаеме што најдобро на нам ни одговара. Најчесто се прашуваме, добро, можам ли да ги искомбинирам кардио и тренингот со тежини? Одговорот е да, само што треба да знаеш како правилно да ги искомбинираш. Кога ќе кажам правилно, мислам правилно према тебе. Затоа што